Охрид го одбележува заштитникот на градот Свети Климент Охридски со богата духовна, културна и научна програма. Градот чествува 1110 години од упокојувањето на Свети Климент Охридски и 1140 години од основањето на Охридската книжевна школа. Подготвивме повеќе дневна, богата програма за достојно да го одбележиме нашиот патрон. Свеченостите, односно програмскиот дел завршува со врачување на наградата за хуманизам на професор доктор Кристоф Бенедиктер и со врачување на повелба на архиепископот Охридски Македонски, господин Стефан, во знак на јубилеот 40 години од неговиот монашки живот. Се спремаме исто така паралелно и за традиционалната културна манифестација Вечер на Живко Чинго, што, како што знае македонската јавност, се одржува во Велгошти на 13 август, во една убава атмосфера и еден специфичен амбиент во црквата Света Петка. Градот под Сомиловата тврдина деновиве е културна ризница на настани. Бројните манифестации и фестивали ја збогатуваат понудата и привлекуваат посетители од сите краеви ширум светот. Секако дека секој турист сакаме да го доживее Охрид на еден поинаков, поавтентичен и по-уникатен начин, а секако тоа би било преку културата. Значи сакаме да биде Охрид еден жив и динамичен туристички центар, а не само летна дестинација која туристите треба да ја посетуваат. Добрите познавачи сметаат дека културните настани и манифестации оставаат свој печат и играат клучна улога во туризмот. Тие го промовираат не само градот, туку и помалите туристички населби. Нина Аритоновска, Сител телевизија.